Со мала промена на првично најавениот тајминг поради нестабилното време, наредниве минути во Македонија наутро го најавуваме со големо задоволство новото издание на Статуа Фест. 2, 3, 4 јуни ќе го видиме другото лице на улицата, овој пат под мотото Соништа. Како програмски ќе биде се организирано, дознаваме од Енџи Николовска, секогаш наша драга гостинка. Енџи, добро утро и добре ни дојде. Добро утро, добро ве најдов и одлични домаќини сте. Дека времето и тоа како може да ги промени плановите, дознавме пред некој ден. Првично се разочаравме со промената на тајмингот, но можеби ова е најдоброто решение за да можеме апсолутно да уживаме на сето она што ќе можеме да го видиме на улица Македонија. Ова година мотото Соништа, што треба да ни каже истото? Најпрво околу температурите, кога веќе така почнавме со температурите. Да, во пресред на 2, 3, 4 јуни, како што доаѓаме до тој нов датум, гледаме дека температурите се повисоки, што нас ни оди во полза. Една од причините за кои што најпрво беше откажан фестивалот, односно требаше да се одвива утре и задутре и во сабота, се токму температурите. Да, временските услови можат да пореметат некогаш некои планови, но втора среќа. Оваа година мотото е Соништа. Тоа би требало да значи дека на улица Македонија ќе бидат поставени 13 тактови, но исто така и кореодрамата Самотија. Под мотото Соништа оваа година се обидовме преку актовите, но и преку кореодрамата која што посетителите ќе имат можност да ја видат. За она што сакаме да бидеме, дали можеби подобра верзија од себе или некоја друга и поголема промена кај себе, да бидеме некој друг или нешто, но исто така и за сите оние соништа кои што ни останале неизреализирани, па во таа насока се движиме и оваа година. Уличната уметност е често присутна на улиците во поголемиот број светски и културни центри, но како минува времето е се поприсутна и кај нас. Успеевте ли да ја доближите до обичниот граѓанин? Со голема радост можам да кажам да, и многу ми е драго дека еве ова е веќе 9-то издание на Статуа Фест, така што од година во година се повеќе растеме како ние, но исто така расте интересот кај посетителите, така што драго ми е што секоја година добиваме повеќе коментари од типот ајде кога ќе биде Статуа Фест, што значи целта полека но сигурно се постигнува. Драго ми е што Скопје веќе во тој период, нели, кога е Статуа Фест, наликува на оние големи центри, европски културни центри, така што целиме кон тој пат и се надевам дека со поддршка нормално од посетителите, граѓаните, институциите, дека истата може да се изреализира и да се постигне. Колку артисти ќе видиме овие 3 дена низ Скопје, во центарот на Скопје, колку се подготвуваат? Околу 20-тина. Дел од нив ќе бидат нормално поставени како ние живи статуи, но исто така и за кореодрамата, каде што всушност сме јас и уште еден колега. Таа кореодрама Самотија, или Само ти и ја, кој како милува. Зошто е таков насловот, ги поканувам сите останати да ја видат кореодрамата. Неодамна беше премиерата на Самотија, така што и тоа е некоја нова продукција која што ќе може да се види. Само едно подпрашање тука, од кога до кога овие 3 дена, кога може да ве начекаат на улица Македонија, имаме некои временски интервали? 2, 3 и 4 јуни со почеток од 18:30 часот до 21 часот. И коригирај ме ако грешам, ќе се навратам на првото издание на Статуа Фест и атракцијата во центарот на градот. Тогаш бевте само неколку, имаше гости од странство и така се направи една убава приказна, но сега се се повеќе домашни артисти. Расте интересот? Расте интересот, но исто така и тоа е една голема и позитивна работа, е тоа што и кај младите артисти, но и оние кои што веќе години назад се занимаваат токму со ваква улична уметност, расте интересот за истражување или како што велам јас себе истражување, што е уште еден добар показател дека артистите нормално постојано и треба да работат на себе, да откриваат нови работи и нели до каде можеме да постигнеме понатаму. Има ли поддршка од локалните самоуправи, општествено одговорни компании, колку е таа потребна? Потребна е.
затоа што за вакви големи настани да се разбира дека потребна. За овогодишното издание на Статуа Фест покровител, односно е финансирано од Министерството за култура и туризам, како дел од програмите и проектите од национален интерес. И не значи само да се има желба, предпоставувам, да се биде дел од театроск, тоа значи многу вложување во себе. Што значи, ајде да им појасниме и да им доловиме на сите оние кои што не гледаат во моментот. Видовме различни фотографии, сите тие фотографии се од случувањата низ годиниве, за да се дојде до финалниот производ, тоа се денови и денови, месеци и месеци подготовка. Што значи, каков труд е потребен да се вложи да некој човек, млад човек стане уличен артист? Потребно е максимално вложеност. Зошто е тоа така? Затоа што најпрво нормално дека работата која што ја работиме, без разлика која и каква е, треба да се сака. Но не е само сакање, треба и голем труд и влог во истото. Како што е потребна работа на себе, така е потребно да се подготви нелеве конкретно за уличната уметност и за актовите, па ете и за представата која што оваа година се направи. Потребна е изработка нели на костимите, тоа знае исто. Кој помага во целата оваа приказна, шминка, костим? Си помагаме самите колеги артисти и тоа е многу голема и добра позитивна работа, затоа што ние не учиме нели постојано да бидеме само уличен артист, туку исто така се занимаваме со изработка на костимите. Нормално дека главните идеи и она одлука што би рекла јас доаѓа од дуото Милена и Војо Цветановски. И поздравувам многу утро. Се разбира. Но сами си помагаме за костимите, сами дискутираме кој акт каков и што треба да биде, сами ги анализираме и мислам дека исто и тоа е еден процес на истражување кој што е многу важен за самиот акт, затоа што кога ќе застанеме на улица, веќе знаеме која е позадината на целиот тој акт. Секоја нова година и доаѓа и секој нов настап доаѓа до ново искуство. Тие нови искуства не носат и надвор од државава, што на моје огромно задоволство можам да најавам дека оваа година за прв пат веќе настапивме или ќе настапиме во престојниот период на 5 нови фестивали, каде што за прв пат ќе има представник од Македонија токму на тие улични фестивали. А ако треба да избереме некој акт кој што ви бил најтежок или со најголем предизвик досега, дали може да се сетиме на некој? Може да се сетиме. Тоа не знам дали беше до актот или така се поведе годината. Тоа беше меѓу првите мои настапи кога дојдов во театроск. Тоа беше пред 4 години. 4. Добро, пред 4 години. Ние се дали пуштивме Evergreen од 2002 година кога бевме тинејџери, така многу брзо ми помина некако времето. Да. Ама така некако брзо ми пројде. Тоа беше мојот прв настап тука во Скопје, каде што имаше некои, ајде така да речам, чудни некако за мене реакции во тој момент од публиката. Така што можам да кажам дека ете тој мој настап пред 4 години за прв пат во Скопје беше некако чудно поинакво и тежок, но најверојатно со текот на времето совладуваме и за таа лекција, нели, како треба и какви реакции се би добиле од публиката, дека не се сите позитивни, дека не се сите добронамерни. И сега кога сме кај публиката, морам да прашам, предизвик е да се издржи публиката, имајќи предвид дека учествувате и на бројни фестивали. Дали ова што го спомена пред малку во однос на скопската публика беше најголемиот предизвик оваа публика да се издржи и која публика била најпријатна, ајде да кажеме, може така да направиме една паралела, каде било најголем предизвик да се издржи, а каде било најзабавно, условно кажано? Во почетокот морам да признаам дека скопската публика ми беше некако потешка, но најверојатно тука повлекува еден друг сегмент од целата приказна, а тоа е дека ни требаат повеќе вакви настани за и самите ние да се учиме како треба и што треба, но со текот на времето се покажало дека од година во година веќе се подобруваме, што е добар чекор. За најдобра публика, па не би издвојувала најдобра публика. Воглавно, каде и да настапуваме и тука и во Скопје и надвор, имаме најразлични реакции. Не сме се соочиле со страшни некои предизвици, но имало и некои симпатични предизвици. Од типот да видиме дали куклата е вистинска или не, па ќе кажуваме вицови, да видиме дали куклата ќе се насме или нема да се насме, така што тоа се некои забавни предизвици. И тоа што мене ме интересира како потпрашање, како се справувате со некултурните сограѓани? Некако на плоштад кога ќе дојдеш кај нас, има многу убави катчиња,
но има за жал и пригласен турбофолк некогаш, луѓе се доаѓаат како да прават што сакаат, си поставуваат своји штандови и слично. Ве заштитува некој, например, од тие луѓе, што ако некој биде понапорен, да кажеме, не ја разбира суштината на тоа што го правите. Тоа го нема само во Скопје, најверојатно на целото ова балканско тло, меѓутоа, ете, кај нас некако последниве години на плоштад има многу разни качиња, мешавина на многу култури, конкретно ече турбофолк музика, например, со месеци наназад. Колку тоа ви смета во работата и колку, ете, се заштитувате, како се заштитувате од сограѓани кои што провоцираат, можеби? Па од така наречената некултура, како што спомена и ти, барем јас лично се справувам со култура. Да, значи тоа ми е најдобар одбранбен механизам, но како и да е, нормално дека има поставени обезбедување, доколку се разбере. Никогаш не е дошло до некоја таква крупен предизвик, да речем, но се разбира дека е поставено обезбедување. Додека за оние, ајде така да наречеме, граѓани кои што се обидуваат да одат по некој некултурен пат, секогаш барем јас возвраќам на најкултурен можен начин, затоа што мислам дека само така оние позитивни добри работи ќе спливаат на површина. Токму така, постојано зборуваме за културата на живењето, таа се учи. Што повеќе им даваме на нашите граѓани вакви настани, толку повеќе ќе ги едуцираме и ќе ги шириме видиците, бидејќи забележувам исто така на улица Македонија години наназад колку излегуваат надвор од рамката, колку почнуваат да размислуваат, колку не ве гледаат само како акт поставен на улица, туку навлегуваат во суштината на приказната. Да, и веќе самите се соживуваат со самиот акт и приказната. Енџи, што по Статуа Фест, фестивали, дома, странство, сигурно странство, има веќе големи најави, а за дел од нив добив и одобрение дека можам да ги споделам со радост. Така што веќе по Статуа Фест, нормално ние прво на наш терен, односно во Битола, на фестивалот за монодрама, а веднаш потоа се уличните фестивали во Бања Лука, каде што таму сме од самиот почеток и основањето на тој фестивал Тротоарт. Потоа одиме во Бјеловар на уличен фестивал, каде што сме за прв пат оваа година, Нова Горица, Словенија, и исто така имаме најава и за Брчко веќе во септември. Супер. Ќе ве следиме, ќе дискутираме. Ние прво се радуваме од 2 до 4 јуни на Статуа Фест, ќе стануваме заедно на улица Македонија. Благодарам. Ви благодарам. А колегата Мартин Николовски е во театарот за деца и младенци, ќе ја најавиме лакомата Меца, 250-та изведба, вредна за прослава и за еден добар разговор во продолжение. Мартин, доколку се гледам,